Значи, опасен кросовер правиме. Тоа е тоа. Многу добро. Бе, намали со тоа англиските термини, дај на нашки нешто кажи. Два бренда јаки комбинираме еден на еден зевзекманија, тоа ти е како што направија Бетмен, Супермен, како Као Груевски и Заев? Не, тоа е научна фантастика. Не. Абе, повеќе зборам пореално, значи, види, сценариово е блокбастер. Војски, ванземаљци, војни, пукања, експлозии, лудило, еден на еден и зевзекманија, значи све. Чекај сега, мислиш дека ќе го купат тоа сценарио у Холивуд? Више е купено. Значи, више е купено, јас само се мислам кој да ме глуми. Оној комичарот Луис, како си каше бе? Луис C.K. И Кей, тој. Не, тој го тужат за ова со... Не. Некој друг, може некој јак... Кевин Спейси! Абе, нели Кевин Спейси го тужат за ова? Не детекнувам? Ау, да, бе. Дастин Хофман? И него го, бе. И него, а? Шерон Стоун да ме глуми. Шерон Стоун. Да, бе, стварно, Шерон Стоун супер е, она може да тој ептен скине. Вечерашни гости Зевзекманија. А сега, вашиот домакин Жарко Димитриевски. Аплауз за Пепермин, дами и господа, аплауз за Пепермин. Ова е новата една, јас сум Жарко Димитриевски. Ви благодарам што ме гледате во оваа сезона на Оскаровски филмови. Несериозно е сезона на Оскаровски филмови. Да, без зезанција. Овој период излегуваат сите тие филмови што се као фаворити за да добијат Оскар. Мас ти гледаш воопшто филмови? Видиш, само кога имам многу работа и немам ич време. Само тогаш гледаш само филмови. Ти си професионалец. Хаштаг професионал. Јас се замислив, бидејќи пред некој ден гледав филм, задремав и морав да го враќам за да го видам, нели, од почеток. Но враќајќи, нели, на тоа пута 1, пута 3, пута 5, пута 8, фактички го изгледав цел филм, ама обратно и си рекол, уау, колку е ова јако. Што би било ако сите филмови ги гледаме така? Да. Например, Чичко Кумплук. Ако го гледаш обратно, го знаете од Чичко Кумплук, филмот со Чичко Кумплук, така? Чичко Кумплук обратно ти е филм за инвалид кој со тепање и силување успева да стане таксист на крај. А замисли како би било со Сенки филмот. Кажи. Тоа се работи за еден лик кој после сексот со една девојка почнува да му се појавуваат баби. На крај. Или кој не го знае најлегендарниот филм на светот Титаник. Значи Титаник обратно ти е филм за луѓе кои се дават, ама успеваат да состават брод за да се спасат. Значи А замисли како било Рамбо пример. На почеток на Титаник свира тажна музика со виолини за после да се забавуваат. А замисли Рамбо како би било. Тоа е Рамбо? Рамбо сите го знаеме, значи нема Како кој не го не? знае. Рамбо е еден човек кој што после напорна битка со властите на крајот успева да облече една мајца. На крај. И тоа е двај. И тоа Рамбовка. Рамбовка. Мој еден од омилени филмови дефинитивно е Бегство од Шошенк. Супер драма, топ драма. Бегство од Шошенк обратно е човек кој минува низ грдни маки, буквално низ гомна поминува за да влезе во затвор и да се дружи со Морган Фриман. Значи седа таму и прават муак. Па види. И тоа е. Кој не би сакал да се дружи со Морган Фримен, дури и јас. Значи Фримен. Фримен, Морган Фримен. Значи ја се дружам со Морган Фримен редовно. Ја лично. Не. Значи пази, ова е емисија во живо. Добро. Како што знаеме. Значи, еве апел до Морган Фримен. Морган, јави се жити мајка на телефон. Морган. Ете го Морган, тебе те чекаш. Значи Морган Фримен. Имаме една интерна шега со Морган Фримен. Значи ја му викам ВМРО,
А он кажува, глеј се. Морган ВМРО. Always work. Always Macedonia. Фала Морган. Многу ме јако кога читам имиња на политичари. И секогаш се прашувам добро дома како ги викаат. Пример. Не се лажеме, Никола Груевски дома никој не го вика Никола. Сигурно го викаат Коки, нели? Коко. Коле. Коко си најде графче има. Знаеш, нешто. Знаеш, ама ти држи муабетот. Така? Мене, например, Марија никој не ме вика, стварно. Мислам, Нормално. последно на попис кој ќе има, тогаш официјално Маријан Ѓорѓиевски, реално. Така е. Значи, Последно- последно ме викале во 2011-та. На тој попис? Пописот кој беше. И тој попис пропадна. Може па и за тоа пропадна, да ти кажам право. Знаеш, од каде да знам. Го попишале познатиот македонски. Нема да ви се верува што се случило потоа. Значи, режија само местенки. Мајка ми исто. Жарко ми вика мајка ми само која е љута, зашто немам убава државна работа, туку се глупирам, се мајмунисувам по телевизија. Например, Зор, да бе, аплаудирај дека мајмун си. Не, на сликата аплаудират. Браво, Марија, фала ти што... Иначе Марија е графичарката. Јавно нарачувам да има нешто вакво и компрометирачко и за Маријан до крај на емисија. Ве Значи, молам. не мора секаде Марија дебел да ме правиш. Зоран Заев, например, сигурно го викаат Зоц. Или Зоц, бре. Или З го викаат, најблиските. Најблиските. З го викаат и тоа е тоа. Значи, ко Зоро е он, ти тегнува, значи З. Вако. Ама чекај. Али најблиските кои се... Ја не знаев дека најблиски му се Бранко и Радмила. Ја мислев дека децата и жена му или нешто. Али Бранко има коса. Браво, Марија! Само Бранко има напред. многу убава коса, by the way. Како што никогаш нема да имам јас повеќе. Например, друг некој не знам. Шилегов пример. Како го вика? Не знам. Сигурно Пеце, Пецката. 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 Пеце. Пеце. Пецката. Кај е Пеце? Ако е во Битола, сигурно Пецката ќе го вика. Пецката го вика. Или па, например, името ако кажуваше нешто за човекот. Добро. Знаеш? Тогаш Цветин Чилиманов не би бил тоа што е, туку би бил градинар. Така? Цветин Чилиман. Еве го. Каде е? Секогаш е така блажен во фаца. И би гледал само Цветници. Така? Цветници. Ти бидејќи си битолчанец, кажи како би го викале во Битола Ивица Боцевски? Ивица. Види са, Ивица во Скопје Ице валјда го викаат. А во некако Битола? Така. Во Битола 100% сончогледо. Сончогледо. Оти се врти кај ше сонцето. 100%. Добро. Океј. Например... Ау! Пак Марија. Не, ама чекај малце, ова мора... Значи Ова мора затоа, малку и да се објасни. значи затоа ќе го пуштиме во Бразил да се печи сончогледот. Ова се слики од Бразил тазе? Да. Во Пред тој една случај, година. ова е кога стигнал во Бразил? Да. А како оди навака, шо е работа? Тоа е Марија. Пак. Го ославува? Каролина? Шо Каролина? Па Каролина дури две имиња има. 100% Таа Каро наиме. и Лина е. Мислам, Не, како? на име 100% ја викат. Во Битола ја викаат на име. Па вајда, да. Мислам, не знам али ја знаеш случката со... Ја, ова не ова. знам. Порано имал некој, само тој немал прекар, сите во улица имале прекар и ајде како сте смислиме прекар, некој, мислам без везе. Неќам прекар, сакам на име да ме викате. Аха. И на име го викате. Така и Каролина, на име. Па пак ќе биде добро, шо? Секогаш. Покрај толку драми во Македонија, не знам кој си давал бонус плати, кој после обилни врнежи ќе се подавеше, знаеш, тука заврне тоа се случува. Се уште никој не зборуваше за Милан Зарубица. Милан Зарубица. Да, Кој е не ти? знаеш. Милан Зарубица. Breaking Bad, не знам, ја има некој што ја гледал. Така. Breaking Bad. Милан Зарубица, вие балканскиот Волтер Уајт.
Или ако не сте ја гледале, Милан Зарубица вие балканскиот Пабло Ескобар или Ел Чапо. А зошто? Шо? Зошто? Од проста причина. Значи, типот е од Белград, поточно од Земун и бил почитуван доктор. Ама брат му умира, Зарубица ја превзема неговата фармацевска компанија и пополека се опушта човекот и почнува да произведува синтетички дроги. Тан-тан! Тан. Иначе ова е од Инстаграм тоа, така? Го користиме филтерот од Инстаграм во живо? Тан. Тан-тан-тан. Тоа е филтер од Инстаграм или сега- од малечката невеста? Да, од таму почна. Слушај, значи синтетички дроги ви се, знаеш, Сите оние амфетамини, екстази, глупости што по 5 дена кои се разбудиш, се разбудува со тетоважа на грбот и пирс на пенисот. Такви работи. Не! Значи, фала Марија. Фала Марија за... А ја мислев дека од кај знае човеков толку многу. Добро, слушај се, работата станува поинтересна. Зарубица бил уапсен во село во близина на Тетово. И воедно тука водел една од најголемите лаборатории за производство на дроги во Европа. Први. Чего сериозно е? Во Македонија е една од најголемите лаборатории за производство на дрога во цел регион. Тоа е тоа. Тоа објаснува многу работи, Маријане. Како мислиш во многу работи? Значи имаме дрвени бродови во Вардар. Што никој не знае што се. Што се е ресторан, хотел, таму никој не влегол освен газдата на тоа чудо. Знаеш, втора работа имаме жални врби од по 250.000. Немаме, мислиш, жални врби. Требаше да имаме. А галиите веќе до Веле се стигнати. Да, веќе отида до таму. Значи тоа ти објаснува многу работи. Што? Па, знаеш, дека е поврзано нешто со Зарубица, со... Аха, значи сите овие работи биле ради дрогите. Ради што? Ради дрогите. Тан. Пред некое време имаше информација дека Груевски морал прв пат, и тоа 2 пати, да отиде во судница и еднаш на шалтер број 5. Значи, ќе го осети животот на просечниот обичен македонец, бивш премиер, ќе оди на шалтер да види како е. Тоа ќе биде многу интересно. Еј, Ова е тазе слика, да. фотографирана и како што гледаш, еве човекот од мака ослабена. Не, зависи како ќе гледаш. Например? Се подмладил. Не е ослабен. Кул, добро. А тај назад Катица Јанева во 7 деление. Не бе биба додеве, не знам дали знаеш, работи на шалтер. Океј, муабетов ми е дека е казна тоа, бе. Казна е за човек е казна да оди. Например, идеш на шалтер, ти викаат прв ден ти фали извод од матично. Океј, се враќа. Следен ден доаѓаш ти викаат ти фали изјава од чукундедот ти заверена на нотар. Пак идеш назад, ти фали отисок од табани 3 години кога си имал. Цело време има нешто што ти Бескрај. фали. Замисли го на пример Перо Антич, сигурно му наште на пример 45-ка бројка на нога како бебе папучи. Отисок од табани? Да, Е Перо Антич? да. Перо Антич 3 години. Ова е 1 на 1 анкетата! Знаете што правиме, многу е просто и едноставно. Прашуваме познати личности прашања, а тие даваат одговори. Тоа е тоа. Кој е вашиот омилен ден? Кој е вашиот омилен ден? Бранко одговори 15 септември. Спасе одговори Дончев. И Джокси одговори на кој е вашиот омилен ден, одговори Велиг. Најголемата филмска лага, значи Спасе одговори Рамбо. Која е најголемата филмска Најголемата лага? филмска лага Спасе Добро. одговори едноставно Рамбо. Вика, јас цело време носев такви маички, никој не ги викаше Спасовки. Тој еднаш ги облечи на крајот Рамбовки. Рамбовки, јасно. Силвана Бонева рече, најголема филмска лага е 8-та милја. Значи таму поинт. нема, значи немаше ни во филмот ни патување, ни милја, ниту ништо едноставно. Ни патни трошоци. Офлеле. Овде пак се јавил Спасе очигледно, значи повторно се јавува и вика не се премислив, најголемата филмска лага е кога јагнињата ќе стивнат, немаше ни едно јагне таму. Тоа е тоа. Ова е многу убаво прашање, во кој ситком би сакале да глумите ако можете. Никола Груевски одговори во семејни врски. Коце Трајановски одговори во Parks and Recreation.
А во кој ситком најмногу би сакале да глумите? Маленко одговори кога се запознав со мајка ви. Како ја запознав мајка ви? Како ја запознав мајка ви? Мајка ви. Секоја мајка, општа мајка. На сите мајка. Страствените познавачи на чевите знаат дека идеален чај за овие ладни денови е Good Nature камилица со мед, доколку уште сега не отидете во савана и не ги фатите early booking аранжманите во Грција со цени од само 49 евра ќе зажалите. Иако некаде има се, најдоброто од техниката е во АМЦ. Рециклирайте паметно со пакомак, а слободните денови искористете ги умно, избегајте од град и правец, хотел, Гогов, се е чист воздух, адреналинска патека, спа и така натаму. Ако се прашувате што грее најдобро, Алтерма топлотната пумпа ИЦС Груп обезбедуваат 30% субвенција за купување. Дознај повеќе на icsgroup.mk, icsgroup.mk. И сега традиционално членот на бордот на директори, Мешевски! Членот на бордот на директори. Членот на бордот на директори Мешевски. Седи. Да отворам дапче? И тоа не поеден. Отвори бе, нека има. Ајде. Мора да ти признам нешто, 100 години си на власт. Ама вака комотен не си бил никогаш, да ти кажам право. Не си бил никогаш. Животот ти дојде. Години бе, па ти дали пола година сме на власт. Добро, пола година ти си со овие, сакав да кажам, преходните таму 10 си со преходните, тоа мислев. Кои предходни бе? Ти да немаш такој мозочен удар евентуално бе? Мешевски, значи да не сега Мишевски нема да се лажеме бе да му се плюкнам, доаѓаш тука повише години, цело време исто да го правиме му, преходно беше со нив, сега се смени власта, ти си сега со нив и шо е тука работата, значи те молам, немој тука седеше ги кажуваше исто. Право да ти кажам, ова се ноторни лаги. И јас истите ги негирам, ти знаеш. Значи ке ти види. Ај режија, пуштете снимка од пред 2 години, например, Мешевски шо има кажувано, може така да направиме? Абе, седи бе, се одма, види го. Снимки. Остави бе луѓето да се гледаат забавна емисија. Хајде ги ти пуштиме некој спонзорство малце да пркнеш и ти. Може ли така? Ај така нека виде. Мешевски беше ова, сега се Зевзекманија. Нашиот прв гостин за денеска го знаете од Зевзекманија, оние кои следат телевизија го знаат и од многу проекти претходно. Тој е долги години на телевизија и навистина има многу што да зборува за медиумите, за телевизијата, за хуморот, за сатирата. Тука е Горан од Зевзекманија. Зевзек уредник. Ајде, добро вечер. Добар. Одлично. Оли, Горан. Мислена име. Намерно. Треба да гледаме секогаш позитивно. Најпозитивно, така е, тоа е одличен совет. Сериозно? Горан, изминативе, Не, вие колку, не можете. знам, 12-13 години Зевзекманија тера Точно 13-та сезона истеравме, сега си ја почнавме 14-та. 14-та сезона, тоа е ептен реткост некој проект да оди толку многу време. Ама реков пред Зевзекманија дека имаш многу огромен број на други проекти. Ја би сакал нешто за тоа да позборуваме. Значи, факултет каков имаш завршено? Новинарство. Новинарство. Да. Што факултет е новинарство? Јас кога завршив новинарство, сите бевме луѓе таму кои што не бевме доволно добри за било што друго генерално. Дали и порано беше така? Па ја можам да си го кажам мојот личен пример каков беше. Ајде. Јас сакав многу да студирам ветерина затоа што ги сакав животите и се уште ги сакав. Ама тогаш во тоа време ветеринарство во Скопје немаше, мораше да си иде во Белград, Загреб или Љубљана. И мене ми беше многу далеку сето тоа, зашто си ја сака Македонија. И се распрашав каде најмалку се учи. И имаше тројца пријатели кои што независно ги видов кога бев во војска, дојдов на редовно отсуство, кај најмалку се учи? Да. Новинарство едниот, новинарство вториот, новинарство третиот, третата вече. Идеме. Пакувај. И така јас и тргнав на новинарство, ми одеше малку пишувањето и во средна. Така. Имав таму една прекрасна професорка, уче во Корчагин, се викаше Данка. Добро. И она ни даде слободна тема да напишеме, јас пишав за кравата што пие водка. Кравата што пие водка. Да, и тоа беше еден успешен расказ. Имаше И жената... хумор нешто? Крава си пие водка и многу е убаво. И
И кога, аха? И виното White све, Russian. и тоа излегува водка и ја во тоа време многу пие водка и на професорката многу и се бенди со тоа и рече ти нешто во животот мора да направиш. И јас направив, зевзакманија. Па добро, одлично. Си го кажуваме скечот и во скечот викаме сега ова да се дотера, па се направи заради тоа што не знам може ќе дојдат нови па да им биде средено и поминува една жена, нема да дојат нови, нема да дојат нови, нема да дојат нови. Не ве видов, само да го ставам од Ремингтон. Подготвени сте да научиме нов збор? Ајде. Денеска зборот на денот е шемо меджамо, што на грузиски означува кога продолжувате да јадете откако сте веќе најаден. Шемо меджамо. Токму тако сум и јас кога пијам чај. Пијам едноставно и откако ќе го испијам чајот, а и правам доsadни скечеви и откако ќе ми речат доста досаден си. Сакам да кажам, без разлика од каде доаѓаме, некои нешта сите исто ги чувствуваме и сите исто ги сакаме. Како, например, добра шолја чај. Добар чај, добар чај. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Празнична магија во просветно дело. Звучни тродимензионални сликовници, најубавите басни и бајки во светот, книги полни со активности, новогодишни авантури. И ова нова година, најубавите подароци за деца се во просветно дело. Попуст до 80% на над 900 наслови. Запознаја новата Ford Kuga. Колку куга си ти? Флипсот кој прави се друго да изгледа помало. Од сега и во пикантно издание. Стоби Флипс Магнус, голем и луд Флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. Екстра понуда од АМЦ. 32-инчен Philips телевизор за неверојатни 9490 денари. АМЦ, вистинско место за нова технологија. Летувај проверено со Савана. Мега попуст на најбараните летни аранжмани во Грција. 7 ноќевања со превоз за цени од само 49 евра. Местата се ограничени, затоа искористи ги веднаш. Кој рано рани, најголем попуст граби. Daikin Alterma, вистинско решение за секој дом и комерцијален простор. Загрева 5 пати поефикасно од конвенционалните грејни системи. Грее до минус 25 степени надворешна температура. Daikin во соработка со ICS Group дава 30% субвенција за користење на Alterma топлотните пумпи. ICS Group, партнер на Daikin. Ти треба заем? Секоја нова Forza апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш на forza.mk. Прочитај повеќе.
погледни поинаку. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа и од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ова е Софи, познат академик и дипломирана атлантистка. Се извинуваме, докторке. Докторке, кажете ни што е совршеното сладко нешто за да ги почестиш колегите на работа кога ти е роден ден. Благодарам, докторке. Вие навистина го имате лекот за секоја ситуација. Беше дали заедно или во тој период исто новинарство и Роберт Поповски или баш заедно? Роберт Поповски, сегашниот министер. Така е. Заедно почнавме, заедно завршивме. Министер како сега тоа? За моментално е без ресор. Отчетност, така е. Сега е поише поврзан со медиумите, со ова, со не и со него имаме мал милион преживелици. Се разбира многу позитивни убави. Така, и се запознавте на факултет? Ние се запознавме на факултет. На факултет, одлично, добро. Мора да ви кажам за Роберт Поповски, еден прекрасен човек, добро, со неверојатна смисла за хумор. Меѓутоа, кога бевме студенти, тој беше единствениот во нашата група кој што имаше кола. Значи, ние студиравме 50 души новинарство, тој имаше автомобил и тоа Фичо. Меѓутоа, во неговото Фичо, бело Фичо, имаше систем. Баш онаков камък краун, толкав систем, значи може да замислите пола Фичо, пола систем. И беше многу интересно заради тоа што во тоа време, сега зборуваме за 85-та година, 86-та, кога сите идевме со точаци на факултет, Роберт идеше со Фичо и со камък краун систем. Музика трешти, вага. Трешти, музика, главен мангуп. Така е. Да, и сите ние покрај него што бевме, нели, во Фичото. Знаеш тоа како со Леонардо Ди Каприо овие во друштво што излагаат, викаат абе добро, Леонардо не може па сите жени. Знаеш така да, има нешто и за нас. И после заедно и работите. Заедно работевме, така. Да, заедно работевме во Без наслов, во Канал 5. Така, ај за Без насловно со причина, тоа е тие што се сеќаваат без насловно со повод, така се викаше. Да, Фрчковски еднаш кажа дека ние сме биле без наслов и без веза. И не ви беше фан или како? Па не, беше многу чест гостин, меѓутоа тоа беше онака на шега. Така. Али добро звучи. Како почна таа емисија? Како почна воопшто? Која даде идејата за тоа да се направи? Па јас колку што знам, идејата за таа емисија беше на Гордана Стошич и на Јадранка Костова. Значи тие две ја започна таа емисија, ја повика Оливера Трајковска. Па едно време беше Васко Андоновски.
подолг период. Јас започнав после 6-7 месеци од емисијата, кога си замина Гордана Стошич, но нивна беше идејата. Така, добро, ама една all-star екипа, една... Оливера Трајковска и после се приклучи Роберт Поповски после пар месеци и така. Имаме да пуштиме клипче чисто да видиме само како изгледаше тоа. И ова е еден од ретки инсерти што ги има од емисијава. И гостин е, еве го Горане најдесно, го гледате таму, а гостин тука е Филип Петровски и да не е Филип Петровски да го стави ова на YouTube немаше ни да го видиме. Така да фала Филип што го стави на YouTube. Ти благодариме. Филип од тога смени многу дресови, именно тој игра фудбал, но како и да е, вака изгледаше. И имаше многу, како би ја опишал ти на помлади генерации што од политички емисии знаат топ тема, само вистина, едно друго, значи тоа знаат од таков тип на политички ток-шоу. Ова што беше различно? Па прво беше различно времето. Значи имаше мал број на телевизии, тогаш имаше 2-3 телевизии, покрај македонската телевизија. Второ, може да замислите дека една политичка емисија траеше 4 сати. 4 полни 4 часа. Од 8 до 24, тоест од 20 до 24 и се вртеа многу гости. Значи имаше таму од козерија, од неделен коментар до гости. Меѓутоа, она што беше интересно, што буквално сите дојдоа во таа емисија. Зборуваме за Киро Глигоров, Бог да го прости, зборуваме за Бранко Црвенковски, за сите можни министри, за сите можни политичари и што е многу значајно безнасловно со повод, откри во тоа време афери како што беше нели Сина птица, Дувло и така натаму и по тоа таа емисија беше актуелна во тој период. Сите овие афери таму за прв пат беа во безнаслов, да. Значи се работело истражувачко новинарство, не само... Јадранка Костова беше вистински ѕвер за тие работи. Моментално работи во Фокус. Па и се уште... Дефинитивно. Така. Значи, сакам да ви кажам како ние функциониравме. Во прв ред ние бевме колеги, во втор ред бевме пријатели. А ривалство? Секој за секого работеше. Значи, ние кој ќе отидевме во понеделник на состанок, состанокот започнуваше со сок, завршуваше со ракија и со комплетна анализа. Ти тука можеш да го прашаш ова, зашто не го праша, зашто не ја долови до крај атмосферата. Значи бевме повеќе самокритични отколку критични во однос на нешто друго. Знаеш што јас можев подобро. Не, чекај, јас да ти кажам дека ти можеше подобро. Можам да кажам дека тоа беше со радост да одиш на работа. Нешто што е реткост. А во однос на критики, споменуваш критики од надвор, политичари не се лутеа примерно. Се лутеа, меѓутоа беше престиж. Афери се отвараат, едно друго беше сериозни престиж работи. да се учествува во безнасловно со повод. Аха, значи сепак беше престиж. За да бидеш таму треба да си некој нешто, па макар знаеш дека ќе те шамараат. Дефинитивно. Одиш. Дефинитивно. Па еве јас ќе ви кажам, Бранко Црвенковски во тоа време премиер доаѓа во безнаслов и потоа не повикува во Галија и части. А Оливера Трајковска го направи парта. Господин. Да. Други времења биле? Па како и секое време што е поразлично од ова сега, да, други времења. Така е. Сосема нормално. Кога излезе од новинарство, ти имаше некој што викаше, ја како овој сакам да бидам? Па мене ми беше интересен Горан Милич. Така? Да. Тој ти беше, да речеме, како идол? Ми беше некаков? баш онака, баш како идол. Како човек кој што правеше репортажи, се доближуваше до луѓето. Јас да ве потсетам сега, 98 година Горан Милич беше, да речеме, политички новинар. Добро. Во тоа време а не како сега патеписен, да го речеме. Нели, тој работеше на Јутел, беше една, да кажеме, главна перјаница во најкризните времења на бивша Југославија. Меѓутоа, тој 98 година отиде во Париз и оттаму известуваше за фудбал. Во Париз беше светското првенство, да. И тој правеше муабет со луѓето, малку фудбал, малку политика, малку светот. Тоа беше баш онака зверски. За прави гурмани телевизиски. Дефинитивно. Ти пробуваше такво нешто да правиш со повеќе проекти, ама нешто што е останато, мислам дека кај многу луѓе во глава е моментот кога водеше вести и кога пробуваше баш така да има малку спорт, малку зезање, малку политика, малку сериозни општествени теми
И дај ми, на пример, блиц, онака на брзинка да им доловиме. Какви се работи што би биле нетипични, можеби, ти правеше всушност како спикер? Па еве да речеме неколку ситуации. Започнува светско првенство во фудбал. Добро. Јас ја зивам камерата, ја бапнувам у камерата, нели топката тече, мислам паѓа доле, јас викам добро вечер, почна светското првенство во фудбал. Нормално. 2002 година завршуваат изборите, мене ми се паѓа денот за водење, јас водев само во понеделник, нели изборите се во недела. Само понеделници. Да, и јас велам добро вечер, изборите завршија како што завршија, сега ќе имаме нова влада, зивам чаша вода, ја истурам, да им тргне на нив, ама поише на нас да ни тргне работа. Како првачињата. Стар добар македонски обичај да ти тргне работа. Имаше ден на рекреација, нешто така, у тој нешто фазон. Добро. И јас си земав тренажен велосипед и си повикав гостинка, жена која што зборуваше колку е убаво човек да се занимава со физичка активност. И јас си вртам на точката и ја прашувам, она ми одговара. Супер. И така. А моментот, не знам кога беше, знам дека среде, тоа ми остана во глава, среде водење ти си извади тегла ајвар, си извади лажиче, си почна да мачкаш ајвар среде. Да. Па тоа беше исто интересна ситуација. Ние правевме состанок. Значи започнува денот, нели? И во 9:30 саат од Савајле правиме состанок и собрани млади колешки, бидејќи јас и Роберт во тоа време бевме најстари, имавме по 35 години. И јас се им викам, ај сега колешки, кажи ти, и една колешка вика, јас немам тема. Како бе, викам, немаш тема? Немам тема. Викам, не е нормално да немаш тема после 2 дена. Нешто мора да имаш. Вика, немам тема, на моите комши им го обиле синоќа подромот, сиот ајвар е украден. И вика, луѓето беа ненормално потиштени, дојдоа кај нас и пија ракија до Савајле. Па тоа е тема. Па вика, мете тија темата, бе, човече, мислам, вика, Злато тема имаш. И отидовте, ги снимавте? Прв прилог во Весте. Прв прилог во Весте. Па знаете што, 2002 година, 2003 ова се случуваше, тогаш имаше кражба на се, ама не и на ајвар. Ова беше прва таква кражба. И нормално јас си нарачав ајвар, си мачкам леп и го најавувам прилогот. За украдениот ајвар? Да. Имаш мафтано знаме. 8 септември, да. За 8 септември, со знаме, значи вака. Имаш букет ружи давано на колешка. Да, Александра Теменугова. Така? Ама таа не знаеше за тоа дека ќе следува, значи водеше економија. Добро. И јас дознавам дека е роден ден баш тој ден. И букет ружи, го ставам од оздола. Никој не знае, мислам, таа не знае. Сите знаат, само таа не знае. Така. И она доаѓа, си седнува и економија. Завршува. Јас викам сега колешката Александра Теменугова ќе го започне блокот за економија, но претходно да ви кажам дека денески е роден ден, Сашке повели букет. Ако може малце реклами, пак ќе продолжи Сашка, нели? Гледате 1 на 1 сезона 9. Овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Иначе сме правили скара во студио за 1 мај. Вау, каква идеја, фантастична. Па сега не може сите на скара, а Горан дежурен и сега шо? Шо јас да јадам? Да. И скара тука се пафта. Ако треба да го јаде, бар да го јаде бишето. Ќе го јаде, ами како? Како почнува зевзекмање? Како воопшто, тоа е сигурно твоја идеја, така? Да, идејата Како беше моја. Па некаде 2004 година, од кога се заврши таа приказна со вестите, јас направив една емисија, се викаше Вера, надеж, љубов, таа беше посветена на христијанство. Добро. Одеше 6-7 месеци и собственикот ми рече, добра е емисијата, ама дај сега нешто друго. Добро. И размислував и сакав да го исфрлам од себе она што ми лежеше долги години. А тоа беше да правам повеќе теми кои што ќе бидат поврзани со, да кажам, социјалниот живот. И така почна Зевзекманија. Зевзекманија во оваа форма како што е денеска, е некои 7 години. Првите 4-5 години Зевзекманија не беше таква. Така. Значи таа беше повеќе со теми, немаше скечеви во незе, бидејќи јас бев сам. И обработував теми кои што, да кажеме, беа повеќе социолошки, а помалку политички. Снимаше прилози или повеќе нарација? Само прилози. Значи ти одиш, снимаш еден прилог, втор, трети, тоа е Шемата колаж. беше од 7 до 9 прилога.
Така и Да. си го исто неделно си тераше. така? Најнеделно. Така, ама не толку многу комедија, сатира. Немаше услови за тоа бидејќи бев сам. Да, така. Кога си сам одеш на прилази, во тој период, да речеме, јас работев в прилази, зошто се помалку одиме на гости. Нели една социолошка тема со покојниот Јово Коробин, еден прекрасен наш социолог, и баш онака истражувавме зошто се помалку и помалку одиме на гости. Го работевме пред некои 8-9 години. И еве гледате се, и ден денеска ние се помалку и помалку одиме на гости. Дури еве јас со мајка ми правев муавет вчера, вика јас не можам да сватам. Да, си плетевме. Вика не можам да сватам и моите пријателки на 70 и кусур години не ми велат дојди кај мене на кафе, него ми векат ај у центар кидаме на кафе, па таму и се напиеме некој кафич. И одговор на тоа? Па Ти има, што мислиш? Па има многу причини зашто луѓето се помалку си одат на гости. Веројатно заради тоа што прво треба дома нели да сготвиш нешто. Па после Добро. тоа треба да миеш чаши. Така. Па можеби ќе ти дојде некој па ќе ти остане 3-4 сати. А не ќеш. А не ќеш, ти сакаш у 30 минути онда го напушти теренот, а него сега му скворила дизна. Па нели може ќе влезе со чевли па ќе ти направи лом по дома, ако па не влезе со чевли може му смрдат чорапите, мислам 100 причини, 100 причини. Овака дај у кафич и некој ќе ти здосави у 50 минута. Почнуваш малку те. Морам да идам сега. Да. Извини. Така. Тогаш Боран беше сам, сега веќе не, му прават друштво повеќе луѓе, меѓу кои и Ѓуро и Оле се тука. Хајде, Ѓуро! Ѓуро позади ти, Оле, дамата на таму до Боран. Ѓуро и Оле, ќе се снајдеш? Да ти помогнам? Да. Сакаш да ти помогнам? Добре. Би сакал само да ги поздравам моите колеги и да ви кажам дека ги имам најпрекрасните колеги на свет. Фала, шефе! Неговата приказна ја чувме. Вие како влетувате во Зевзекмани? Еве, Оле? Па секој различно. Ја прва. Ја у Зевзекманија дојдов од... Не дојдов, него монтирав. И која година? 2004. И го правеше Гоки како што кажа, тој концепт Значи само уште од сам старт фактички. Од старт. Само што монтираше наместо да. Да. Ја монтирав и Вера Надеш и Љубов тааш. По 2002 уствари Величковски ме донесе во Канал 5. И ја преку Величковски дојдов таму. И у Зевзекмани како дојдов? Дојдов случајно. Еднаш пробав еден скеч, 2 пати, 3 пати. Ама добро, тоа се гледа на екран. Мене не ме бива за таа работа. Тие еднаш, 2 пати, 3 пати отидоа во етер или само на проба Сите остана? отидоа. Сите. Добро, ти беше малце трема, незгодно, страв, срам. Не трема, него ја не знам да ја работам оваа работа. Тоа има луѓе кои што се професионално, кои што се занимаваат со таа работа. Јас сум по професија монтажерка, филмска и телевизиска монтажерка. Така. И сега гледам малку се поднаучив изгледа, ама малку не. Одлично! Ѓуро, ти? Па ја Како бев- стигна Оне првиот профи скеч бежаре. да бидеш во првиот скеч за Зевзекманија? Па ја бев репортер во вести на Канал 5+. Ајде. Да, и валја Горан виде дека правам такви некои прилози Откачени. откачени. Аха. Например, тогаш беше почна нели нови градоначалници и сега нешто беше чистење на општина Карпош. И у Добро. тоа време победи, например, овој како се каже Стевче? Да. И Стевче зема количката и вика ајде помагај. И ја викам така го почнав прилогот и на најмоćните им треба помош. Паметно. Кул. И Горан го гледа тоа? Па вајда, не знам. Вајда. Ја такви прилози правев. Ја не правев прилози. Јас никогаш не правев прилози као чистел општина Карапош, општина Центар, трте мртел. Се собраа да исчистат улицата. Него чекав момент некој така да ги начекам и да им улетам и така го почињав прилогот. Уствари јас кога учев новинарство, така го учев новинарството, дека новинарството треба
Кога е веќе телевизиско новинарство, треба да привлечеш публика. Така е, така И е. на некој безвезен настан направим го интересен настан. Точно, така е, апсолутно. А Стефче не ме зема за овако. За портпарол. И како доби покана? Па така, Гоки ми прати покана, вика, Ѓуро, ти не си за вести, вика, ти си за зевзекманија. Направи со некого муавет, Вака. смеам ли да го земам? Вака беше поканата. Значи, има етапи во тој развој. Се симнуваме ние од телевизија и треба да снимаме еден скетч. А Ѓуро исто така се симнува, он беше во Канал 5+. Ја му викам, дали може, колега, само пецајкава да ни ја држиш? И он па добро, може се, нели, онака со пола уста. Да. И ние како што снимаме, ја го гледам и он нешто ме гледа и му викам, кога тогаш ти ќе доеш во зевзекманија, ќе видиш. И после 2-3 години, ако не се лажам, дојде. После 2 години. После 2. Така да, така. Или една и пол. На дел. Името зевзекманија, Горан? Па јас сакав да се амнестирам, бидејќи бев свесен дека тоа ќе биде емисија каде што ќе има нешто умно, ама и нешто без везе глупо. И истражав и го најдов баш онака турскиот збор зевзек, што во исто време значи и шегобиец, ама и глупчо. И викам таман. Тоа што ќе се погоди е шегобино, а тоа што е глупо го има во насловот на емисија. Го знае луѓе зборот, мислиш? Луѓето не го знаеа, Не го меѓутоа првите 2 сезони самата шпица кога ќе тргнеш идеше објаснување. Зевзек значи тоа и тоа, тоа и тоа. Така. И јас се амнестирав. Да се знаат. Така. Мојата амнестија беше успешна. За разлика од добро, да. Али За разлика да не кажувам. навлегуваме, така е. Како се работи една епизода? Еве, Оли и Ѓуро нека кажат, Оле, ти можеш и од продукцијски аспект, тоест монтажа. Кога, пример, се седнува да се пишуваат скечови? Кога се снима, кога се монтира и колку време сето ова оди пред да оди во етер емисијата? Жаре, комплетен автор на емисијата е Горан. Значи, он ги пишува сценаријата, он монтира заедно со мене, он режира на терен кој ќе искочиме, све он. Јас монтирам и глумам. Ѓуро ја прави Ѓуровизија и глуми. Значи, така ни се поделени. Односно, 90% од работата ја работи Горан. Значи, вашево е, он работа, ја одмарам, па ја одмарам, Да, он работа. така е. Има едно тука. Например, ние седнуваме и правиме муавет. Така. Брейнсторминг. Секој ден. Да. Секој ден. И правиме, значи, случки од животот, па ја седам по кафани, кафичи, ова кај што седат политичари, па ќе чуjem, па ќе му кажам. Опасница е, опасница е, што ти викам. И правиме муавет и така се склапа. Например, нашата цел не е хумор као хумор. Има многу посериозно тука нешто, да информираш. Така. Например, имаш еден пример, кога јас една пријателка, некоја на мој пријател помина и му вика, слушај, овие допсе, а тоа беше пред 24 април, вика, откажаа стануите од Скопје, ќе дојдат пред Нова година. Ја му викам на Гоки, нема избори до Нова година. И во зевзекманијата одеше, ама тоа никој не знам дали го И ја му сватија отвори в сериозно. линија 0500 да предвидува, разбираш, и сега така печели пари. Секојаш кога ќе каже нешто? Седи, тоа е. Гледаш како ме дотерат. Гледаш ли како ме Нашата дотерат. работа е и разузнавачка. Апсолутно твојата. Твојата, нашата. Има да речеме многу скечови што се интересни, кај што се пецка, каде што има и политика по да речеме и општествено кој што викате буцкање, не само да се насмееме само заради смеа. Еден од нив е да речеме овој, па чисто да го прокоментираме. И сега, например, вие првиот дуј што барате? Ние бараме 8 министри, 12 заменици, 14 амбасадори и подпредседател на влада. Многу. Ние од Алијанса сме поскромни. 5 министри, 5 заменици, 6 амбасадори. Ама чекајте бе Ама како чекате? Шо е тоа? Ние сега ќе бараме импичмент за Иванов, ќе бараме да се смени законот за председател за да може да се носи у парламент и 2024 година албанец председател. Ате така.
Ова е скеч за 27 април, така? Да. Пример, ова, како доаѓа до идеја, до кој зима завои, знаеш, и такви работи се битни, логистички, нели, реквизити. Ова. Не. Све прају. 99% прају. Ти си вре човек. Не. Алфа и омега. One man show. Јас си благодарам многу, меѓутоа сега малце да ја кажеме вистина. Ајде, така е. Значи, се во нашата работа е муавет. Да не се лажеме дека еден човек може све да постигне. Оле е свесна колку идеи ми дала во муавет. Слушнала нешто, па ќе каже. Да. Или па некој човек видела дека нешто интересно работи и да не сакаш овој да го снимиш. Со Ѓуро сме на линија по 2-3 пати во денот. И пред да се напишат скечевите, тоа се прави на таков начин. Најлесно од се е кога ја имаш идејата. Идејата точно. кога ја имаш, другото се Кога ќе прави, ти сервира ама и некој. за 7 до 10 минути може другото се направи. Така е, така е, така. Тоа е првата работа. Втората работа, ние си помагаме еден со друг. Значи, што тоа значи? Тоа значи, слушај, ако ги ставиме завоите, ќе биде ли добро? Па знаеш дека ќе биде добро. Па тогаш да купиме завој. Не е битно кој ќе го купи завојот, битно е кој ќе ја даде идејата за завојот. И тука, мислам дека ќе се согласиш, дека ние сме сите сплотени и сите заеднички размислуваме. Како нема да се Но, па може да се Имам ли друго? Па мораш, Но, разбираш. и тука е таа енергија што секој од нас ја дава еден на друг. И се храни со тоа. Иначе што? Не може ли да кажеме дека тоа еден човек може да го постигне? Така е, така е. На сетови, бидејќи често сте на локација, некаде се снима нешто, природно е да се случуваат работи што се вон контрола, така? Има некоја вака прва што ви доаѓа, втора нека на памет. Има нешто специфично. Ја имам чуено за една, ма страшна е малку, не знам дали да ја кажам, со пиштоли нешто. Тоа беше снимавме филм. Не беше тоа во работењето на скечеви. Добро. Во работењето на скечеви ние сме имале ситуации, ќе помине, особено пред избори е тоа актуелно. Добро. Сега ќе помина двајца, тројца. Ич не сте смешни. Ама ич не сте смешни. Добро бе, течко, не сме смешни. И сега, добро, ајде, ќе гледаме. Па добро, нели не сме А смешни? ја па коли се вреќав, ич не сте смешни. Ја па ќе се надурлам одма. Леле бе, како не сме смешни. И ти не си смешен. Имаше еден скетч, го работевме пред Министерство за правда и тогаш нели беше ишљакана од шарените Министерството за правда зградата. И сега ние си го кажуваме скетчот. Не бе шарена беше. Шарена, така, дотерана. И си го кажуваме скетчот и во скетчот викаме сега ова да се дотера, па се направи заради тоа што не знам, може ќе дојдат нови па да им биде средено. И поминува една жена, онака испазарила све. Нема да дојат нови, нема да дојат нови, нема да дојат нови. А скетчот си тече и си ја пуштите и жената. Си флотили и жената. Жената беше главен лик. А ова со пиштолот што беше? Со пиштолот беше на снимање. Снимавме во едно скопско селце. Добро. Темата беше околу гробишта и снимавме само инсерт каде порано биле гробиштата. Само инсерт? Значи само инсерт во меѓувреме тој човек си го купил тоа место каде што порано биле гробиштата. Значи тој си го купил, ама он имал проблеми со некоја власт на СДСМ. Значи од пред 10-15 години. И човекот си имаше некаков проблем, ние не знаеме за тоа. И излегува снимател од Бубе, му викам сега направи од тука од овој дел само инсерти, а мене во меѓувреме ми се јавува кумот. Излегувам јас од кола, беше некаде април-мај месец и кумот ми вика, ми се роди син вечерва на Мекици. Супер, и јас се вртам и гледам на снимателот типче со пиштол. Што се случи сега? И идам на кај ова, а вика, ти ли си тој што му кажал да снима? Ти ли си тој? Викам, јас сум тој. Ама сега и двајцата уплашени, да не губиме херои, дека уплашени сме. Пред мене. Каде? Пред мене. Не внесе во двор. Супер. Го остава пиштолот. Зашто снимате? Абе му викам за гробишт. Немој ти мене гробиштот. Знам јас тие работи. Певај, ајде. И излегува мајка му, сине, шо правиш? А мајка му 80 години на човек. Вика, овие ми го снимаат дворот, вагабонти, вика, некој, гледај какви се. Излегува син му, вика, овој е син мој, он е правник. Вика, ќе ве тужам зашто ми го снимате и дворот, ама претходно, вика, ќе ве напунам и двајца. Викам, чекај, полекај се, тука правиме дискусија, му викам, да се договориме една работа. Добро. Ај, вика, се договориме.
да го пуштиме материјалот да гледаш за што се работи? Ајде пушти го материјалот и се пуштаме, нели? Тоа време на ленти работиме, враќаме лентата, го гледа материјалот, го гледа. Па што е вика ова за гробишта, што се вие глупости? Му викам тонат гробиштата и само покажувам каде порано биле гробиштата, затоа што ја лоцирам, нели, проблемот го лоцирам за новите гробишта. Па што не кажеш, бе, мајку? Ај, сине! Имал слава пред неколку дена, донеси, вика, од тоа јадењето, а викам, не сме ние за јадење. Како не сте за јадење? Има бре, да јадете се! Ке јадеме? На се најадовме, се напивме, визит картица на крај, некој ако те закачи у живот. Па бога ми, некој ако ме закача, брат, прво кај тебе. Се видов еднаш на пазар, се изгушкавме, бе, ко први братучев. Леле. Абе, кој што пиштол те спојува ништа, бе. Така е. Сега ако не начека после емисија, ќе те прашам. Не. Едно прашање сега да се замислите малку. Ако би имале не неограничен буџет, ама некаков така идеален буџет. Која е конкретно ти како алфа и омега капитен? Каде би ја носел емисија? Што би сменил? И дали воопшто нешто би сменил? Дали би ти значел ако пример има поголем буџет за взекмани? Па добро, одговорот сам по себе е да. Тоа е нормално. Но веднаш ќе ти кажам, не сум размислувал на таа тема. Не сум. И сега немам намера да размислувам на таа тема, заради тоа што мислам дека понекогаш многу пари може и многу да ти избезобразат. Ова сега е помалку, така да кажам, делува партизански, ама е преполно со љубов. Така. И не би се менувал. Така. Ѓуро, ти си размислувал повеќе пари ако има? Се гледа дека е со многу љубов и како еден од доказите, а ги има повеќе, се не знам колку бубамари има собрано. 9 бубамари, човече. И кај стоја? Сериозно, кај се? Чувате за вратата, знаеш, она као подпирач? Секој од нас има по неколку. Така? Да. Не се на едно место со Не. И на газдата. И таму има дадено. Требало Во Канал 5. Кај сниматели има, кај мене има 2, кај тебе има. Одлично. Горан Има некој што има. нема бубамар од екипа или сите се обскрбени онакај? Не тој малиот Јован сега што се појавува. Ке почека и Здравје, ќе дочека. здравје. Така е. Зевзекманија беа тука, многу среќа, уште многу сезони, многу гледаност. Горан, ја би сакал искрено некојаш и на Веста и да те видиме пак, макар и како изненадување некакво. Макар и како нешто такво. И на тебе ти посакуваме уште многу сезони, бидејќи ја тераш 9-тата. Така е. Good Nature чајчиња традиционално за нашите гости. Витаминка пакетчиња исто така традиционално за нашите гости. И по една книга имаме за сите тројца од просветно дело и еве ги, значи, има пророштвата на Нострадамус за Ѓуро ќе оди ова дефинитивно. Питер Джеймс сосема едноставно и Кен Маклур Пресврт просветно дело има книгички. Зевзекманија, дами и господа. Фала многу. И благодариме. Емисијата ја завршуваме со одлично гостување на супер група. Не се нови, веќе свират подолго време и се наистина одлични. Одете на Facebook, YouTube, гледате све од нив. Тука се Black and White Social Club.
милите на снимањето кај Жаре? Со овие двајца одлично. Со Жаре уште поодлично. Ја мислам, што му дадам? Речи, почнем да збориш, што му дадам? Ја мислам, ќе имам дрема, добро беше. Добро беше, супер беше. Кратко беше, сакам уште. Срам.